Здраво живо поздрав од ресторан Куманово СПА, емисија за Куманово, број 132. Данас имаме нова интересантна соговорника, надам се дека ќе го задржиме вашу пажњу. А наш и ваш гост е Војче Петковски, еден од најболи, а можда и најболи сообраќајни пилоти у Куманово. Војче, здраво живо, како си? Добро, најнапред да ги поздравиме гледачите на Куманово, нашите соверѓани, многу и што ме знаат и што не ме знаат, пуно поздрав. Војче, обичајно на почеток, ти си роден у едно село у близину на Куманово, кажи ни конкретно за кој место работи. Јас сам роден у село Брешко, 1951 година, тоа е мало село, 9 куќе село, а татко ми е од Брешко, мајка ми е од Дренак. Па јас сам роден 51 година, ама они су дошли у Куманово 53 годину, така да ја у Куманово сам после одраснаја, школувал сам се, работал сам и сега као пенсионер па живу у Куманово. Како е сега у тој крај таму? Бие ли си или брзо или не си бе? Па не, сам бија можда 40 години, пред 2 години одведох ќерку да види каде сам роден. Куќата постои таму каде што сум роден, не е падната, ама нема, луѓе се одселени, сви напуштиле и нема никој. Една куќа имаше само да живи таму, други нема, сви се отидени. Па цел тој крај, не е само овој село, и другите, и Бајловце, Алјинце, таму тие Цвиланце, околно села, све су изнапуштени, како умрев стари, така се напушти. Па на колку надморска висина, високо или не е? Па не, тоа е можда иста надморска висина од Куманово или едно 50 метра, по Куманово е 340 метра, тој нека е 390 до 400 метра. Да. Отприлике и од после njega почиња тај планински дел Дејловце, Љубино, Арбанашко према Герман планина. Добро. Доваѓате у Куманово 53 година, како што кажасте. Тој било решение татко ти ли е наша работа или тако е морало да биде? Не, татко ми доше да работи како физички работник, доше да работи, мајка ми со деца, ја имам 2 постари браќа, дошле смо овдека и прво смо седеле под кирiju Бане Отрло, еден Санде Дрначки га вика, ствол имаше куќа, иначе Бане Отрло так немаше ништо друго, неколку тие трле имаше само и тај Санде Дрначки на Боба Миланка беа тамо. Седели сме под кирiju, а после од Киро Бајдов смо купили куќа вамо доле до Пругу на Перо Чичо станицу. Мислам дека куќа е купена 58 или 59 година, тачно сак, јас сам бија мал, тоа још у школу не беше, сеќам се, и тамо смо седеле. Јас све до 84 година сам тамо седеа, после си дојде у центар, сега живу у 16 хатницу изнад Суму, у центар на град. Пошто го памтиш тој период кога си бија, ти кажа дека не е имало куќе, не е имало жители, тоа е било повише ниве. И како деца, куде сте биле? Па прво да кажу, ја, пошто сам роден у село, док ми беа баба и дедо живи, јас сам ишao зимно време за распуст и летно време за распуст сам ишao. Така да, тој селски живот комплетно го знам како изгледа. Како се чува стока, како се оре, како се одгледува, како се прибира, жнее, копа. Све ми е познато, ништо не сам работаја затоа што сам бија мал, нели? Ама знам стоку како се чувале овце, краве, говеда, коњи и така дале. А после у Куманово, кога дојдеме овдека, се сеќам, тој немаше некои другари, затоа што немаше куќе, ми беме таму сами. И тај Боба Миланка имаше едно унуче, Среќко се викаш, сеќам се, тој па се игра смо тој. А топку смо играле од чарапу напунимо со тој партаљи крпе, па играмо, немаше топке, нема ништо. Не имало. Интересно беше тој. Партаљивка. Партаљивка, да. Партаљивка, да. И у чарапу направимо, сашиемо го, па се трудиме кој подобро ќе направи. Да. И не е имало голови, така турите 2 камења и... Туриш 2 камена и кој даде гол голман. Да. Сме играле игра, се викаше да гол. Мало е интерес за дечи игре така во ваше време? Немаше ништо, не е мало. После кога почнаа некој време Ренгешпил да доаѓа доле и да смо тој, нас беше како сателит да смо виделе. Немаше, тако беше. Јас сам учио школу, основно Христијан Карпов школу и деца не имала разлика измеѓу деца, ово е некој пода се носи или не, од прилике горе-доле бева уедначено. Тој секи има разлика измеѓу деца многу. Тоа време, али смо се дружиле, немало ургенција, куде учители, куде професори, не е имало ништо, тој док смо се не школували. Како е било основно школа, учителка, која ти е било? Мене бил учителка Ачковска Невенка, на Сашу Ачковскога жена, и она беше многу добра учителка. И ја на нju после го кажувам, многу ме тепала мене. Затоа што јас сам пошол 8 години прво деление, малку покасно ме упишале, пошто сум роден у октомври, па родители си правиле, тој нема годину паре до години и така дај. И јас сам учија генерација 52, а јас сам роден 51. И ја, пошто сам дете таму од ван град, тако зајачано, бил по башче, трчимо, крадемо јабуке, све смо се бавиле тој.
И ја ги деца вија, бога ми, заударам нека, знаеш. И он ми дојде, учителке, овој не те бава и она, мене кај ти ме пати, све ми образи биде црвени. И ја му кажу после, а бие сам одличен ученик. И му кажу, викам, ама вика ти беше добар, ја беше добар ученик, ама многу чутеке Да, за малку тоа е. немире. Така да и она ме учила некоја година беше пробна паралелка, 5 години не учила, не 4 него 5, па од 600 земала наставници да идеме. Пошто го памтиш војче ти школу, како е тега изгледало? Тега е било поскромно за работу. Па скромни средства и учители и како да кажу и наставници су биле другачи. Игра смо топку у двор кога ќе дојдеме пред школу, па и тој професор по физичко и по хемија или предаваше таму на тие постели, он с нас игра топку. У Христијан Карпуш у црквото и беше нема не асфалтирано, но прашина кога закаш, озноимо се, па брго ми се тамо чешме доле. А у првите оделенија други имаше и некоја менза, па се даваше некој чај да пие деца и млеко и кифле имаше. Да. И кифле на одмор се поделес на кифле. Сеќам се на тој дека имаше така. Као доручек не имало кафичи да искочаш и овие бурек жилнице па да купиш на одмор, него и у школу ни дава со тој. Тега е било грејање на дрва, е било не На дрва и на чумур. И на чумур, да. На чумур служител се викаше таму, ја ги памту Симе и тие још Драги и третиот не се сеќам се забрави. Они улегнев некад и на час да го наложи речумбет. Али вруќе училница. Али било е пријатно, било е Пријатно, пријатно, да. било е пријатно, било е пријатно. Тебе ти кажуваш дека основна школа ти останала убаво сеќање, да кажеме некој збори за твои родители. Татко ти мека што се работале? Мој татко е бил работник, физички работник. Работале прво Козјак, кога смо ми дошле од село, работаја како физички работник Козјак, а после се вработаја у земјоделски комбинат Куманово, у фарму у Речицу и таму е до пензију останаја и таму е работала. Мајка ми била домаќинка, ми смо биле 6 деца, па она не могала и да сака да работи. Али смо ето тако скромен живот и мале, не смо биле некои, како да кажа, сиромаштија била поголема у тој време у наше детство. Да, да. Поголема, ама па и други не су бог зна колку биле така. Едење што Имале се направи, тој се еде имале смо нема. да едеме, али не сме мале некој раскошно да се облачамо или што ја знам, само татко е работаја и тој било е моја пат. Меѓутим, стандард на луѓе бие так поголем, татко ми јако е бие тој работник успеал куќу да направи. Зимал кредити, ово, он успеал куќу да направи. Што сега е многу тешко да луѓе направи тој. Многу е тешко. Никако се е било рамноправно у примање. Не е имала голема разлика у плата и Ја не може да кажа колку е била, сигурно он не има голема плата, мала Да, плата, мајстор. али како работник у ЗИК знам и сегме луѓе сретнев тие техничари што се работале ветеринарни с njega, бија добар работник. да. Бија честен и добар работник. Веројатно ти си израснаја со слеп мас и црвен сол. Црвен било- сол и најсладко ни било оној кога ќе земеме кришку леп, пошто леп не смо купувале, него леп се месеше на фурње. Носе Да. смо на даску по 5-6 леба, однесемо ги на даску и тој големи биде. Па кога дојде дома и сечеш кришку леп, намажеш го с мас и посоли с црвен пипер. Кој има малку повише со шикер го насоли. Али е најдобра била овај кога го намажеш мас и црвен пипер и ми тој смо највише и мајка ми е правила обично после леп тиганице тие. У тоа време нема друго на чорбе, на гра, на такви работи сме заснале. Компир, чорба, гра. Свињу се е клало Да. само у есен, пошто тамо ми смо чували, баната рота ќе било дозволено. И увек сме имали у есен свињу да заколеме. Некад едну, некад две. Мало ли ето и кладанаци у близину. Немаше тој кај нас кладанац, имаше бунар испод нас, одма тој близко и ми смо пиле вода од бунар. Бунарско вода сме пиле тамо. Да, и по чиста, убава. Па чиста природна. вода, здрава, јас се сеќам пут у Скопје на стоматолошки факултет за зуби нешто да проверу, таму и оној професор ми вика кој воду се пие, викам од бунар. Веројатно вика она те е спасила, пошто ја имам сви зуби, иако 70 години сви зуби ги имам, само 2 имам извадено крајни. И он ми вика могуче и водата. Не знам, викам татко ми не има ни еден зуб. Да, Спаднавам у све, викам, а ја имам сви, немам проблем со. Добро и ги одржавам до душе, воду рачун на време, ама веројатно и бунарска вода е можна допринела. Можда е допринела. Водовод немаше да го бане отров, немаше купатила. Јас сум се бањаја на градско купатило каде гимназија, што е сега пионерски дом. Да. Тој беше на Ќоше, имаше градско купатило, никакво беше едно прљаво, неуредено, ама отидемо избањамо се, вадно, и држимо хигиену. Па тој војче според некои податци до 76 ли е постојало, такова нешто. Па после- сега не се сеќам до кој Да. годину. После
Тако Уништено. нега јакал гимназијалац, јас 71 72, значи 71 70, бањаше се тамо, значи е туј негде 70 и некој години. Чим се прави пионерски дом, тој го срушива. Запишаеш се у гимназију Да. и исто еден убав период од твој живот тамо и по гимназија. Добар, јас сум бија солиден ученик Да. у гимназију, не си имаме проблем, бија сам природно-математички смер. Уредовно си заврши, редовно положи си матуру и после продолжи на факултет. И така да друже смо си, имам и сега се собирамо тие ученици што смо од тој генерацију. Драго ни е кога ќе се сретнемо, евоцирамо спомени. Да, тие се Свашта спомени има. кои не се забраќаат. Па да, добро, тие средњошколски данови су тако интересантни. И мало е у гимназију Па пле. тој се заљубуе, ви се одлюбуе Да. и свашта има, знаеш. Тој тако е било време. Тако е било. У гимназију имало плејада на врховски професори. Професори беа супер и так не е имало Класан ургенција кој да ти те бие? ургира некој. Мене ми бие класан у прва година Љубиша, тој беше професор по француски, он отиде после у Скопје да работи и беше супер стручњак, а после ми е бија Борче Бизев, што го викам ми по хемију. По хемију, да. Он ми е бија Борис класан. Тасевски. Борис Тасевски, он ми е бија класан. И сега се живуеме, сретнемо се с професора, видимо се, застанемо и така. Може ни кажеш од генерацијски од гимназију некои луѓе с тебе што се училе школу? По моја генерација успешна беа сви. Например, у Шамницеви има пуно инженери, има Ацевски Христо е доктор. А углавном су инженери на техникот, а пошто е математички смер, имаше и на хемијски институт, тамо на хемију, на природно-математички видео, али углавном су и тој. Ми беме една генерација многу јака, како да кажу, затоа што од 38 ученика немаше ни еден доволен и добар у клас. Али имаше до 5-6 души, па од 7 предмета 8 единици. И ни ga намалесва успех. Иначе беа све многу добри и одлични, и сега не мога никој дигнеш некој ученика, нема што не знае. Него за нијансуе, дали е за 5, дали е за 4, а сви знае. Сви знае. Така да многу беа јаки и мојот тек беа два класа математички, на нас Борче ни беше класа на овие Кукас, професор Наумов, и они исто беа многу добри солидни ученици сви. Ево да кажеме некои имиња с кои се учи у школа. Па еве Ризински Мариња бија с мене, Арсовски Дано е бија с мене, Крсевска Љубинка, Трифуновска Љубинка, па е бија овие да ги спомну Зоран Муљак, Ацевски Христо, Видет Асевски судија што беше у Сусет, Да. отиде у пензију, Славко Димовски е правник, беше по фабрике по УСИС, на крај заврши како пензионер. И други пуно, сви ги знам. Сви ги Да, знам. да. Сви ги знам. И они ме знаат, ја ги знам и се сеќам и се кога се сретнемо Сега јас разговараме. слушаам многу интересно и бие час по физичко тој надвор пред двор. Надвор има смо. Игралиштето и не беше асфалтирано у гимназијото време, после го асфалтирава неко време и предвојничка обука на njega сме имале. Стоиле ни предава тамо строеви, кораци напред, назад, лево, десно, строине, тамо учимо. Надвор немаше, рукомет кога сме играле, ногомет тамо тоа, а сала гимназија имаше, на пример, Да. после тие спортовите кои сме надвор, иначе у салу си вежба смо. Кој нема патике, бос, иначе беше обавезно да носиш патике, а кој нема патике, бос. Мене Маре ми е била професорка и у салу има сме углавно. И По беше физичко, сала да. загрејана по физичко, да. Чекај, Маре, тоа е жена на Митета Шугу. На така ли? Мидле, да. Она ми е била професорка на мене. Тега се били и Свето Авраме предаваја. Свето Аврам, Гоце, Здравковски. Здравковски, он отиде у пензију после. Да. Аврам, она и после мене други су дошле, не знам сега има Да, други. да. А мене ми е Оливера, она ми е. Е сега да ни кажеш, ово е многу битно пред да преминеме на овој главну тему за твоју богато кариеру на поле на како пилот. Дали од средњу школу ти си е било афинитет за летење или како се тој Ја улегнало кој те? Да, сега ќе ти кажу. Јас сам почнаа да лету кога сам бија другу годину средњу школу. Другу годину. Имаше постарога брата кој бија у аероклуб, слушае курс за падобранци, па дома учи тамо, па јас слушам, па оно и мене си вика ја ќе иду. И ја ќе иду. А јоше се сеќам како дете у село кога сам ише кога дедо и бабо, па виду некој авион горе пројде, па ми чудно тој нешто бел трак од озгора, па си викам како овие луѓе таму сега живи, како они се управљаат, така. Јавила ми се некој што тоа време и у другу годину, пошто таму требаше да имаш 17 години пуни, и у другу годину јас се го запишав за аероклуб и од таму се почнаа како пилот на едрилицу, па после моторни пилот, па сам натаму напредуваја. И док учи гимназију,
Јас завршив за Једрицу и за авиони, јас сам стекнаа први пат пилотску дозволу, него возачку. Возачку зема тек на другу годину на факултет, кај беше, пилотску дозволу зема у тречу годину гимназија. Така да, овој прво сам почнаа, па прво и доби дозволу. Тоа зборимо Војче за период кад си почнува да ги правиш први кораци, а тега Аероклуб Доне Божинов работае председник и бие, колку што ја знам, Боби овој Слободан Ачковски. Да, Ачковски, Александар Ачковски. Александар Ачковски, да, пардон. Он беше председник. Он е исто многу заслужен човек за и многу е допринел за развој на вазduhoplovство да. И у Куманово и у Македонија. После беше он долго време председател на Вазduhoplovен сојуз на Македонија, па бедна председател на Вазduhoplovен на Југославија. Да. На Југославија беше. И он беше тако и образован човек, и едуциран, смирен, сталожен, културан, речит и е многу допринеа за наш аероклуб. Сега е многу битно да знае наши гледачи, кажи ми, имало ли е интерес у тој време кога млади луѓе за да летив, да бидат чланови на Аероклуб Доне Божинов? Како се одбивајате процес на установање? Например, забава за омладинци немаше едино базен што работеше у Куманово, друго не е имало кафичи, не е имало ништо, нема куде да се иде. И ми се пријавивме по 50 по 100 душе на теоретски дел. Ама после на крај се изфилтрира те полагања, они некои обавезе с родители, ово оно, и држава финансира, па не може да финансира по 50-100, него по 7-8 од Куманово сме ишли на практичну обуку. Например, јас све е било тој бесплатно, све е држава плаќала, да се разберем. Иначе сега да пратиш дете да иде за саобраќајного пилота, треба на старт 100.000 евра да спремиш. И тој за годину и пол, две додека дојде тамо, треба 100.000 евра, тоа е скупо. И така е коштало тоа многу. Ali mi, te generacije smo sve na državan teret išli. Mi smo pripremali kao kadar rezervan za vojsku i država za to i investiraš. A usput smo sportovali, usput smo se izgradovali i smo se kako školovali i za civilnu avijaciju normalno. I zato sam i uspejal u tu работу. Не sam ja, имаше и пред мене ljudi и после мене мои ученици, двоjiца, Лазаров Диме, што е на доктор Панета Лазаровога, еве га саобраќајни пилот, лети на путнички авион, овој како се вика Даце Стефановски на Трајчета Стефановскога. Трајче Стефановски татко му ни е бија нас и инструктор и он беше управник едно време у Куманово, а мајка му е Мира Стефановска, работеше у наш вестник. Он е одма после мене, а можда и повише од мене сега, е од Куманово. Ми тие тројца смо саобраќајни пилоти од Куманово. Успеале да дојдеме до тој, они су многу исто успешни. Исто, али све смо отишли на држава на чудо. Се кажи ни, твое прво искушение куде е било? Јас сам почнав, значи, у лето, кога сам завршил друга година средна школу, у Битола, и туј ќе најдеме ти сега слику, кога сам ја почнав да лету. Ово е мој први лет, тоа е Летов Едрилица, Летов 22, и тоа јас сам први почнав, имаше две у Македонија, тај број 39 и овај број 34. Па некад летиш на тој, некад на овој, али углавном тој сам почнав први пат да летам. И зашто у Битола? У Битола се вршеше обука за едрилчари за целу Македонија. За целу Македонија. Тој е центар таму. Центар, републички центар за обуку на пилоти и едрилчари е било таму. Па после почнемо да спортуваме на Једрилице, па на едно седи, натаму напредуеш и ја после да го радо наставника за да обучавам пилоти. И ово е мој први тие наставнички летови, еве ги овие. Моја прва група едрилчарска, ово е Кумановска екипа што кажи ми каков е бие првуца кога се најава авион? Па први пат страте, знаеш како те име, али добро, тој брзо се преброди, Ово е екипа која си го ти обучуваа. 76 година, исто у Битола, али сви се овие Кумановчиња, еве га Стојчевски Влајко од Грацијо дека. Грација, добро. Овој Коле беше полицајац. Овие други деца сега не знам, Фрањо Бојковски исто пилот, еве га сега се пензионира овој годину, а овие други двица не знам куде се што работив сега. Иначе од 70 јас сам стажирај за наставника и тоа е моја прва генерација на ученици. Прва генерација. Значи биле су талентирани. Покрај редовно школување, јас сам си напредувај и таму у тај дел. Еве нова фотографија. Ово е како ми оме спремавме ја да лету, а овде е како им ја држу тие Само овој да го покажем. Припрема за летење. Овој да го објасним Да. слику. Овде како е на слика? Овој сам ја, а овој се ученици кои помагав да закачи Једрилицу, кога да седну ја у Једрилицу и да дојде еден од нима да седне напред. Овој е Једрилица Бланик, многу убава Једрилица, чекословачко производство, за обуку на пилоти е многу убава.
сега дека поголема група. Поголема, ово има повише групи на ученици у Битола и ја сам бијат еден одреден да држу припрему за летење на пилоти. Добро, сега ово е многу битно, кога си ги учија овие ученици Влајка и овие други, што ти бие прв савет према нима, што си ги кажува? Па прво сајде. Прво мора да су како да кажу, да не се плаши. Да не се плаши. Они дека су здрави, су биле здрави млади, него треба да су одморени и да читав доста околу тој, да читав и да су дисциплинирани. Мора да се слуша тамо, мора да е дисциплина на многу високо ниво и одговорност голема, затоа што работи се, не идеш по земја, не видиш у воздух и стално си изложен на ризици. И мора да су дисциплинирани, мора све да слушаш што им се каже. И стварно су слушале, не сме имаја ја проблем никад со ученици, никад не сме имаја. Сега те прашам, како су реагирале твои родители кога су чуле ипак, знаеш, у тоа време кога ќе чуе дете ќе ми лети на висине, родител ко родител и мало е некоја мала Имаше отпор. Например, татко ми не даваше, а мајка викала иди дете, оди школуј се таму иди. А татко ми не даваше, ама и јас сам бија тако малку самостален, па отиде си без проблема. Без проблема. После не имало проблема, су биле задоволни по ова е интересна слика, групна исто. Ова е на наш аеродром у Куманово, ово се наши кумановчиња. Тој што учив да лети. Ево, ти се гледа поголема група на луѓе. Да. Ова беше на наш аеродром, јас сам бија запослен више таму, покасно. Еве нови слики, ово е од... Еве и ово е на наш аеродром овдека, деца, свакодневно летење, што па како се припрема еден, ќе седнам, овие ga се спремав, да закачи јужен авион на Едерлицу, да му задржи крило и така, знаеш, тоа е стандардно. Ти викаш дека у Битол е бие главен центар за, а ГТП-кът се истакнува како потенцијални центар за... У Куманово се постојале 3 аероклуба, не рачунајќи Струмица некад имала за падобранци, па и Преоран и овие Свети Николе, а постојале со Скопје, Куманово, Битола, па Прилеп се после отвори и Штип. Они су биле, како да кажу, најаки. Ама коло е водија, што викам ми Кумановци, Битола и Скопје. Ние сме биле све некако позади, све него. Ја кога сам први пат почнаа да работам, ја еден с дозволу таму и никој друг, и прво што сам си поставија задаток да створиме кадри да можеме да работиме. Нас не дојде у прилог и Скопје се затвори, затоа што аеродромот тој стар се преора, док да направи друг, ми искористимо сви средства куде нас. Се зборимо за која локација Скопје? Скопје аеродром настапа, што е тој бил аеродром, затоа се и вика аеродром. И јас сам таму завршив обуку за авион. Право таму е било. Таму е бие и савраќај, путнички авиони се туј слетувале у Скопје. Па 76 години се он затвори и 80 и некои години дури направи Стенковац. А у тој период ми искористимо сви средства куде нас и ми смо и од Битола овој републички центар се изборимо да нас не ослободи, ми да се обучаваме у Куманово за да може да функционираме целу годину, jer ја треба да иду тамо да работу, а овде нема кој и почнаме и ми од тој нагло почнаме да се развиваме. Нагло па ќе дојдеме до крај да видиш наш аероклуб после дојде на ниво меѓу ВРУ и Југославија. Ми освоимо пехарна маршрут и то. Отидемо многу, али убава стаза, убаво требаше време да се створи кадри. Кажи ни, кои су ви луѓе на слика овдека при? Овдека су вие наши, сега да ги види. Овде е Зоран, овој како се вика Спасовски, па е началета брат, нели? А овие други млади су више ја не ги знам имиња да ти кажам. Одамна е тој. Млади су. Сега да идемо на... После ја паралелно кога сам заврши, тоа е све за едричарство, да збориме. И успет јас сум беднаја едну годину после Едрице, јас сам беднаја моторни пилот беше да завршил. И ово му е прва слика кога сам бија на обуку дечко у Скопје на Скопски аеродром. Таму сам завршио обуку и ова ми е слика најдрага. Веќе идемо на пилот. Да, на авиони, Ево, ова ми е слика таму кога сам бија на обуку. Ово е 70 година јули месец пишува. Да. На 19 години. Да. Дечко сам бија, тај. И после смо ишле таму, сега, може ги вадиш поред. Тој е авион Аеро 3, више тој ја лету сам. Сам лету, авион Аеро 3 беше многу добар авион за обуку на пилоти. Дека што е битно да објасниме гледачи, кад лети со овие авиони, што треба да обратиш паžnju, да кажемо на Значи, покрај здравствени услови тој рачунамо дека е увек испунето, нели, они не може да лети да не су здрави.
треба да се заврши теоретски дел успешно и тој треба да се прилично познава аеродинамика прво. Прво аеродинамика, после метеорологија, навигација понатам, али прво аеродинамика, тоа е многу важно да не изгубиш брзини во ваздух па да се испотепа, знаеш, без. Тој авион Аеро 3 бија во тој време одличен авион кој даваја солиден квалитет на пилоти. Он се за целу Југославија тој авион користија војни бија, распоредени на аероклубови. Мы сме во Македонија имале 5. Што имаја функција овој авион? Само за обуку на пилоти. Добро. Ништо друго. Само за обуку, тај авион бија само за обуку на пилоти. А после што сме имале курири, тие шлепави едрилице влечев, ова е исто, да, тоа е тој. И на njega smo i takmičile posle, sve do 78. godinu kada ide nova UTVA 75. По-съвремен авион, по-нов радиостаница. Ове не имаја ни радиостаницу, ништо, али одличну технику на пилотирање е давали, супер пилоти су од тој авион искочиле. Ево, ова е моја прва група у Скопје што смо биле. Туе, овие сега кажу, Златко Велков е капетан у ЈАТ, сега е негде у Сингапур капетан, па до njega е, само да виду кој е, до njega тај Ацо, он више не лети, па Манев Јован исто е лети, и овој до njega е, како се прозивljаш, и тај се вика Јован, и још еден има Илчо, мислам, че се викаш, не, Љупчо летеше у Стопанска авиација. Така да Златко отиде мој класич у тој у ЈАТ. А овој како Овој куде е овој? Тоа е исто кога смо биле на обуку, па тај количка служи да пишуваме кога си полетеја, кога си слетеја, кој ли е поред, туј се води евиденција. Да не кажат него во Скопје. Добро. Тој е Скопје, најрано Скопје. А кажи ми, овој аеродром у Петроваc каде е направен? Па јас сек не знам тај каде е направен, не се сеќам тачно, а он беше чисто војни аеродром. Чисто војни беше аеродром, па после се направи мешовит. Тој значи мешовит бина и војно и цивилни. Војска тамо си имаше касарно, а цивилни претходно и на njega лете све и путни. А сек не се сеќам кој година е отворен. Овој е 22 септембар 80 година. 80 година, а се ќе ти кажа, овој све Кумановски. Овој се први двојца претседатели на аероклуб. Борче Зафировски, дипломиран економист од Шан Мецевини, беше председател, до njega Величковски Драган пред njega, после Ачковскога беше Величковски Драган и он дипломиран економиста, па ја, па Бабачар покојни, он погина дечко, Спасовски Часлав, Кусигерски Борис е био спортиста и он е живи сега. Он е еден од најстари. Од најстари. Он е значи најстар, Тоде па ја у Куманово, смо тие активисти. И еве го Коле Петковски до njega, Спасовски Зоран, Бојковски Фрањо и Томи Драган. Све су тој наши тие ученици. Тоа е некое такмичење, веројатно е било так, па смо се мисли кале тој на наш. Значи аероклуб до Небошиви бија многу активен. Ни многу и напред нама. Ево више, свако наредно такмичење тој може. Ова е 76 година аеромитинг во Штип. Тоа е на отварање у Штип и ми од Куманово сме учествувале пуно, тој од целу Југославија има кога го отварава, ама ја Трајче, Тасе и не знам дали још некој имаше, сме учествувале на аеромитинг, на отварање на аеродром Штип. Они ga так реактивирава. Некој време бија активен, па се затворил и така го отворива поново и Коле од Куманово отиде да биде тамо наставник. Како е функционира аероклуб? Имали сте подршку во тој време од град? Кој помагае? Сега ти кажу, ми успејамо да се инфилтрираме у свите структури на општина Куманово. Што сакам да кажам? Значи, успеаме да улеземе у Совку, си за физичку културу, не беше аероклуб, у моје време ја кога дојде не беше тамо, ама с постигнати спортски резултати наметнамо си морава да не таму уклопив у спорт и физичку културу. И јас сам пуно после и на други спортски организации како аероклуб сме им помагале. Те комби ќе им дадемо, те нешто ќе се дојде, те рекламе ќе им фрлемо летке и успеамо после да се уклучиме у територијална одбрана општину, учествувале сме у сите во одбрана и заштита, цивилна заштита што правеше. На воене вежбе што организира Републички штаб и Општински штаб за територијална одбрана, ми сме учествувале не само у Куманово, него сме ишли у Штип, ишли сме и по други градови, у Битола сме ишли, а ја после бина командант на ескадрилу на пилоти у Републички штаб за територијална одбрана. Кажи ми, дали памтиш кој ги фрлjaje летке кад Куманово играло со Перистер утакмицу? А покојни Бранко Кипе. Таа историска утакмица и масовно се пуштале летке за Куманово да победи. И други после фрлјасва, али Бранко беше жив у тој време Кипе и фрлјаше и јас се сеќам да буде фрлјасва за Монопол каде искочи Цигаре Ривал, Старт и Дерби.
Да. и они донесева вржани 3 цигариња, направено падобранче и ги фрлимо од авион за рекламу. Да. И покојни Кипи ги фрљаше, тамо се сеќам. Ево, ова е многу убава Летни слика, сме- убава поза. Ово е јас с ученици, а ово е, дека ви кажа ученик, ово е Додевски Владо. Ао, Ваце Владо, беше, да, у да, тоа време беше у комитет, секретар на комитет беше тамо, извршен секретар, он има 5 или тамо колку беа, он Да, беше да. извршен секретар и он е бие наш председник, после у моје време он беше и председник на Аероклуб и Владо. обучимо го да лети, Владо Додевски. Да. Еви ова е слика. И Владо Додевски беше еден многу успешен председател на Аероклуб. С помош на njega ми успеаме да доведемо струју на аеродром, да пут да асфалтирамо, пуно Еве, работа да поздравljamo ga направиме. Владу и неговога сина водовод. Филипа. Да. Еве, А ова е ја кад иду на неко такмичење, кад улазам у авион. Не знам кој година е, али важно тоа е пред такмичење да се спремам. сега овај, Овој се Кумановци, кад... Кажи ги кои се сега овие, ќе ти кажемо дека. само да го задржимо сликува. Не су сви Кумановци, значи овако сега. Бабачари е вега прв, Патасевски Иван, тој од наш аероклуб со работеше, Стефановски Трајче, Кусигерски Борис, Пановски Тодорчо, ја и овој Јорев Љупче од Скопје. А овие други су сви од Куманово. Овој су судија на неко такмичење, а ја како управник сам бија со шнимато и сликан. Боче, истина ли е, не ли истина, кога живеев дека сте били како една фамилија, многу сте живувале, многу сте соработувале, У вазокопловство све е било безпрекорно. Свугде е било големо дружење и доверба од еднога до другога, затоа што сви су на исти ризици, веројатно, ама и у војску кога смо биле, и на аеродром Петроваc кога смо биле, ми се поврзамо с гарнизон војни, смо соработувале со нива, исто дружење е било големо. У вазокопловство беше голема дружба. Голема дружба и голема почит од еднога до другога. И- А поготово па према наставници. Поготово према наставници. Туј нема приговори, нема непослушност, него мора тој што се зададе задаток да се изврши како Каква е најде. била релација на соработку? Пошто голема одговорност била и на учениците, да ти кажам, сега Да. они на обуку, летив тамо 25 часаат или с инструктора, после ги ми пуштимо да идам на маршрут из Македонија и му дадеш авион и он сам треба да одлети по 2,5 сати и да се врати. Знаеш, не е баш едноставно. И они мора да се добро припремив, ми ги проверимо пред тој и ги пуштале смо ги без да се уопште плашимо, затоа што смо биле сигурни дека су добро обучени. Каква е била релација на соработка, ова е убаво да се знае, помеѓу вас и ЈНА? На кои тему сте се највише надопунувале, соработувале? Значи овако е. Саветниот секретар за народна одбрана е бие еден од финансиер на Вазокопловни савез. Зашто? Затоа што у аероклубе се вршило припрема на падобранци за десантну единицу за ЈНА. У Ниш служа са војско, десантну единицу, а пилотиве моторни од авиони идесва у школу резервни официри авиација у војско. И јас сам бија, еве го, ту има ќе Ќе ги покажемо Ќе тие, им да. покажемо слике. И пуно од Куманово су биле, не само ја, Тоде, ја, Диме, Даце, сви сме биле тамо, Борко, и сви сме ми биле тамо. И за тој се они финансираат, сви средства беа војни, ама дадени на Вазокопловен сојуз на Југославија, од Вазокопловен на Југославија на Вазокопловен сојуз на Македонија, па Вазокопловен сојуз на Македонија поделеше на аероклубови, така да сви су имале кој еден, кој два авиона и едрилице. Значи ми сме беше припремале кадар за војску и они дава со авиони и дава со гориво, што е многу важно. Гориво беше увеќе било скупо, а троши се многу. Овој Аеро 3 е еден авион кој троши 40 литра на сат гориво. И тој кошта многу, и тој ќе коштало сигурно. А ми сме го добивале такој, а за спорт смо докупувале гориво. За спорт смо докупувале гориво. Да, соработка морала да Али биде... соработка имаше, тој мора нема, да биде да. прецизна и тачна. И доваѓа се они да ни вршим инспекцију. Од Саветниот секретар за народна Да, да. одбрана дојдеше екипа летно време, тамо пуковници, некој дојде да провери како вршиме обуку, како летимо, што летимо, дали идемо по програм, не идемо по програм, тачно и никад не сме имале приговор. Никад не сме. Ова е слика интересна. Таа слика е интересна, ја кога сам бие почетник во аероклуб, па сме биле на радни акции. Тој сме го не на бригадирски, него од аероклуб тамо се рушива ни штале негде тамо према овој Липково, па ни дозволива да тој керемиде и греде ги донесеме на аеродром за намеру да се направи после зграда, што не се никад направи, успеаме ми после да направиме друго мало, ама ето е радна акција на сланови на аероклуб. Ево идемо дале. Тоа е да видиш само. А ово сам ја на такмичење куде полетуеш, па да немаше радиостаница, па виж с руку давамо знак да си спреман. Да. С руку се даваше знак дека си спреман. Ево и ова е слика.
Ово е, видиш, кој се припремаме, ја и бабачар сме били екипа на неко такмичење, мислам дека у Штип беме на такмичење заедно и одма карта туја на крило, цртамо, припремамо се за лет. Али ово е више после 79-80, jer овој авион дојде 78 година. Овој су једрилице спремне на неко такмичење и ево туја како изгледам наредени, све фино у ивицу. А овој сликани пред на почеток или на завршеток, обично тако е групно слику правиме на такмичење. Тоа се кумановци, така ли? Не, туи се од цело Македонија. Цело Македонија, али Само кумановци има наши. Овој су углавном овој не су такмичари, него со овој виде овој генерал, тој беше претседател на Вазовно сојуз на Македонија, организатори. Добро. Организатори од војско дојдев да гледав тамо како тоа изгледа. Углавном тој су биле они осматрачи туја, а овој су такмичари. Ево дека од цело Македонија такмичење туј има тој. Овој пишува 83. Такмичење, да. Тој су такмичари и судија заедно. А овој су веќе како да кажу виша сила, нели? Еве дека нешто пишувате, цртате. Цртамо, тој се добие задаток и треба за 5 минута или колку беше или не, за 3 минута да напишеш маршруту и да седнеш во авион таму и да идеш на полетење. Немаш многу време да го разработиш. Да, така не имало компјутери како сега на црта. Нема какви компјутери, тоа е све пешки, ленир и плавес. Али за да тој биде добро, треба да си добро теоретски подготвен. Подкован, да си добро теоретски подкован. Чекај, ја сакаше вие слики од војско. Еве ги сега дојде слики од војско. Ајде да ги покажеме. Ево. Овој кога сам ја еве ги. Овој кога сме биле на вежбу за територијална одбрана на Куманово, овој е Ангел, командант на штаб за територијална одбрана, овој друг е некој од таму од нима, не знам кој е, сак не се сеќам, па сме се сликали. Не служи војска. Војско сам служије у Задар, Вазокопловна академија таму, школа резервни офицери. А овој е после војско, ја кога сам дошao туј како управник. Секи ги најдам, еве ги слики од војско, ја ќе ги покажам. Ајде види. Ова е школа резервни офицери од Тузлу. Кажи ми каква ти е била обука у војска? Јас сам бија солидан таму. А кога отидемо у Задар, немаше телефони, нели? А сакаш да се јавиш дома и пишуваме писма. И ја напишу писмо дома. А мене ми овде многу добро. Ошто ми е добро да ме пушти пешки ќе си дојду. Ама ја ќе бидам многу добар војник. И на крај, кога се пуштиме, јас стварно беше добар војник, прогласен најдобар војник у моја единицу и добих книгу Виктор Бубањ, имам го и сега чувам книгу од Виктор Бубањ, генерал пуковник што беше командант на војно вазокопловство. И сум бил, ама ја отидов во војско. Кој авион е овој? Пази, ја отидов во војско, се многу е битно тоа, ја отидов возрастно војско, ја отидов 27 години после факултет. Да. Така да, овие другите с мене беа јатови пилоти, 4-та класа јатова беа с мене, ама они млади беа 19-20 години, кој се бричи, кој не се бричи, па само нешто жали, плаче се татини, мами и синови беа. А тоа е авион Крагуј. Ми сме летели авион Крагуј и Утва 66. Ево тоа како. Мало ли е с тебе кумановци у Касан? Ја од моју класу, јас сум 30-та класа бија, ја и Чале Спасовски Часлав. Заедно сте били. Ние сме биле заедно од Куманово. А пред мене бија Тоде, Крачевијева. Прашам и ја и овие други суговорници ги прашују. Пуно викав, има една синтагма која вика JNA е школа живот. Па да ти кажу, ми сега не сме биле обични војници, али смо се па имале смо контакт со обични војници, овие што беа на одржавање, па јас сам и дежурал куде нима тамо. Тамо нема татко и мајка да те мази, да се разберемо. Или неќу Сабаје да вешам, нема да неќу трчам. Сабале, кога дојдев тамо, мислам дека од 6 доваѓа се офицери, ми у 5 мора да станемо, да правиме, да трчимо туи низ касарну физкултуру и после метле, да метлемо улице, тој лисија да ги метемо у Задар. И немате очу, нечу, него сви, немате храна иста, бањање исто, сега малку многу, тоа е било. Каде се падне пожарство, мора да идеш да дежураш, нема. Ми не сме дежурале, пошто не сме ни дожиле ни оружје, ми с авиони дека сме летеле, не сме дежурале. Да, и у Задар тамо пожарникари не ставља 7 пати у неделју или 2 неделји како да видиш како изгледа. Ама пожарникар у ходнику да наша спалне. Тоа е. Големо ли е била касарна? Големо? Задар академија, големо тој време уведева и телевизију за настава, тоа беше напредна академија, многу напредна академија. Тоа е било 70 и... Јас сам бил од 1 октомври 78 години до 1 октомври 79, пошто јас сам година да наслужија војско. Сакам да те прашам, еве, у склоп на овој, кад се дешава Тито да умира, така е веројатно било. Јас сам так био Владо и Бранка Црвенковска, ја ga носи за Београд с наш авион Владин. Мислиш Крсе Црвенковски?
Не, Бранко Црвенко си беше кад 80 година. Кад умре Тито. А не Тито, не, ја за Јас Бога зборувам пет за го Тито. тепава Џинџич. Јас зборувам за Тито. А за Тито кад умре, тоа е било 80 година, ми смо тој биле спортисти, ја знам, добиме тој наредбу да се постави на прозор, ставимо Титову слику. Ја работеше како аероклуб, да има Титова слика, да се уведе дежурства тамо, што после се укинава тие дежурства, али у почеток одма дежурства постои организација имаше. Да, И обштествени, и индустријски, овие свите други, има сва тој дежурства и ми уведемо тамо некој дежурство, ама тој после овие спортски и обштествени брзо се укинат. Еве што го збориме о Стефановски. Стефановски и Драган и јас смо биле посада на југословенски аерорели 88 година во Куманово и ја и он смо биле од 3 маршрути на 2 први. На третото не казнива таму у Росома на едно КВО-га, викамо ми, контролен временски ориентир и за таму 15 секунди изгубимо га прво место и биднамо други. Он се куде е Драган? Драган е сега, мислам дека лети у Загреб. Таму у Загреб живи, на Ербаса и инструктор таму живи и таму лети и догораја до инструктора, сви звања има. Ја и он летемо после заедно се сретнамо у Авиоимпекс летемо заедно. Аха. Работамо заедно. Еве исто наша кумановска екипа ова е. После овој југословенски аерорели, ми толку добро се пласираме од Куманово, да целата југословенска репрезентација во воздухопловство беше пола од Куманово. 4 посаде бева, ми 2 од Куманово, ја и Борко Давидовски една посада, Петковски Никола и Спасовски Часлав друга посада, наш авиомеханичар, Стефановски Трајче, вега он беше судија меѓународни и он припрема задаци у Солун, беше у Солун Балканијада и ми отидемо на Балканијаду. На Балканијаду на наша репрезентација беше прва, а ја и Борко Давидовски други у генерален пласман. Други. Добро. Така да, убаво и тој су пекари од тама, еве го целата репрезентација. И Еве, тој е еве. најголем успех и сега мора да кажу туја. После овој враќање јас се отидов за Владу, јас се отидов Кој година е било тоа? 88 у есен. Добро. И јас се отидов у Владу, а од тој година у есен од Куманово доби бидна доби ноемвриску награду за области на спорт и физичку културу. Еве, учете, ова е 88 година. Доби награду, еве Одека ја препознавам? тој сам ја. Так доби награду, ноемвриску награду у На град Куманово, Куманово. у област на спорт за посебен допринос за спорт и физичку културу у Куманово. Да, тој е Јовановиќ, бивши на Житомил, и Да. овие други не може ги Па препознам. саки имиња не им ги памту, го горе доле ги знам, ама имиња не им ги памту. Една спортист на Куманово, тој е значи 89-та, не 88 година, 89-та. Една спортист на Куманово, има туј академик Владо Трајковски предава пехар тамо и Владо Николовски. Има Владо Николовски, Да. имаме едно вазно, тој славље беше Чекај, ќе ви у покажем Кристал и овие. Куманово. Тој го тамо славимо. Еве, ова е голема екипа стварно. Да, тоа е такмичење. Некој се не сеќам кој Ова годину, пише али у Куманово. 83 годину на првиот А, напревар ово е. во прецизно летање во Куманово. Да, први надпревар ми викаше се меморијал Доне Божинов у Куманово. Тој го ведемо од тега Добро. почна и овој су такмичења од Македонија, после проширимо го на ниво Југославија, па не доваѓаше од Бања Луку, од Борово, од Србија главно доваѓа се и Црногорци доваѓа се. Ево да објасниме на наши кумановци што значи тој прецизно летање. Прецизно летење постави се намо неколку траке, појаси по 20 метра. Први е 0, па на 20 метра, па на 40 метра, 60 метра и треба да слетиш што поблиску до нулу. Некој фати и нулу. И затоа се вика прецизно летење. Сваки метар натамо и сваки метар испред су казнени поени. Ако си испред тој дисквалификација, а после тој има казнени поени уведено. И затоа се вика прецизно летење. И ми го уведемо. Еве кај што го збориме Владо Владо Николовски. Николовски, овој кога сам Покојни, бија да. спортиста на Куманово, трети беше тој Да. у тој годину. А после имам таму каде сам бија прв. Еве го тој. Наредени сви, јас сам трети вега таму од почеток. Еве ги овдека наши Спортисти на Куманово. кумановци, Да, кои се добиле признание. да. Само штета не пишува кој година е. Тоа е негде на 86-та, веројатно, или 5-та, сега не се сеќам, не сам запишаја која година е. Да, еве га позади е Борче Беле, га Да, препознавам. па Совка, Борче Леге- Беле, Борче тој е легенда. легенда, Борче Беле, он главни, И а он е Владо човек. беше председател на Совка. Да, и он Владо многу беше работа председател. е. А пишува овдека 90-та година. Може да и 90-та, сега не. Па да, тоа е кога сам ја бија овој спортист на Куманово. Да. Тоа е кога сам бија спортист на Куманово.
А ово е ноемвриску награду кога се ми уручувале. Овдека не може препознам. Не знам кој е, сега не се сеќам кој ни ги е. Мене ми личи на Белчо овдека, ама не знам. И мене ми личи на njega, Да. мислам дека не беше Белчо, некој друг некој беше. Да. Одамна се па не се сеќам тој кој е. Важно, тој беше големо признание. Се кажи ми, А гледам- после Балканијадо, само да кажам, после Балканијадото ми ја уствари после југословенскиот аерорели, пошто Борко Давидовски бидна прв од Куманово у историја на вазухопловство, прв од Македонија, не само од Куманово. Никад не сме ми имале тамо меѓу први троица на југословенски аерорели. Да. Тој беше по покровителство на маршал Тито, низ 6 република се идеше рели. И ми тега Борко Давидовски прв, он го освои пехар, има го тој сликото кој ја и даца каде сме напред. Па пехарот треба да се посебно чува, па не може да чуваме у аероклуб, пошто е пехар по покровителство на Тито, па го несеме у комитет кој тошета Чушкарскog, он беше председател, по негову канцеларија стоја. Пошто тој преода пехар наредно година мора се однесе, а он тежак, едно 15 кила, тежак метала направен. И го однесемо ми каде njega и стои таму да е безбеден, што може некој вам украде, па да направиме проблем. И тој година ја и Борко бемо една посада, биднамо 9 у ранг на 10 спортиста на Македонија. Браво. Биднамо тамо ја и он. Биднамо спортисти. Ево овдека. А ово ја кога сам бија на обука за Ова е у Јата, Ово е Јатова пилотска школа. Јатова пилотска школа, јас сам бија на курс за саобраќајни пилоти. Веќе ја работеше у владу, имаше сви звања, али тага за овој највисоко дозволу, тоа е овај дозвола, саобраќајна и бемо тамо у Вршат, пошто пилотска школа, тамо мораше да се држи тај настава, тамо смо биле на теоретски дел. Јате бија многу јак. Ја беше таа позната школа единствена и она беше у склоп на Белградски универзитет. Например, ја имам диплома од Белградски универзитет, виша пилотска школа и пишуваше саобраќајни инженер, цртичка пилот. И беше на ниво, а практичната обука нина беше у Вршац. Така за обука за АФР, ми што викамо тоа инструментално летење сме учили у Вршац. Истата школа само теоретски дел у Белград, практичен дел у... Што си највише Војче да кажу доучие у Јат? Па инструменталното летење тамо сме го научили и пилотското школу ја тамо го заврши. Јас сам абсолвираа на летотехнички факултет, ама абсолвира на 15 тој јануар, а од 1 февруар се запосли во аероклуб. И сега мене ми гледа, ја беше ми око иде ми да гурам у вазухопловство, пошто видов дека имам шансе да напредую натаму тој и мораше да запишу вишу вазухопловну школу да го заврши. Ја го брго тој заврши, пошто ми се дел на испити признава математика и физика, тој ми се признава, народна одбрана тамо што знам социологија. А оно и друго, ја тие стручни предмети и овако сам ги учил овдека некои, не сви, али оние некои сам ги учио во аероклуб и таму отидо исположија тој брго и се заврши тој школу. Без тој школу не се могаја да иду, например, у владу да отиду, па напред не можеш да идеш, па не се могаја. Јас сам еден после, кога заврши вишу пилотску школу, прв наставник за професионални пилоти во Македонија. Услов беше да имаш вишу пилотска школу за да можеш да бидеш наставник за професионални пилоти. И јас сам прв во Македонија кој сам добија тој звање. Прв. После почнава тамо на крај да опишував други, али углавно јас сам прв. Ево ова слика. Ова е слика кога сам ја бија на обуку на симулатор за авион Боинг 737, тој е путнички авион, више тој е за МАТ. Тој е кад погина Борис Трајковски 2006 годину, ја тега беше на обуку горе у како се вика, у Стокхолм. У Стокхолм сам бија на обуку, тоа е компанија САС, таму имаше Кога си дошол 88 годину во Влау да работиш, тега кој ти бија проблем? Мене проблем ми бија тена Кингер за Париз. Кога си го вози авион? Не, тега не сам вози авион, него и домо не знам што требаше, дали не бубрежни боресници или нешто тако беше, немаше политичари и дома за Париз прв лет. И не да ми е било чудно, па што знаеш како, тоа е сега ми лете сме овдека за на обуке не е исто што и кад почнеш више професионално да летиш, онамо целу Европу полетиш да отидеш до Париз, тој авион летеше 4 сати и нешто до тамо. Пошто спор е тој авион, не е од млазни, него од млазни мотори, ама на елисе, па е поспор, и летиш 4 сата, па прелетиш тамо пуно државе, контрола на летење, па некој добро збори, некој лошо, мисля се англиски још ненавикнати уши, па не да ми е било интересантно, ама добро, виду дека ја тој може да работи и немаше проблем да напредую никако. А тоа што спомнаа пред малку после убиство на Џинџича, да се надовржимо на тема обед, кога си? Џинџич кад погина, наш Бранко Црвенков с делегација за Белград кад иде, јас сам ги возија с наш авион од Владо. Јас сам ги возија, ги чекамо тамо да се вратив тамо на погреб беа они. Добро, еве ова слика. Ово е у наш аероклуб овдека, веројатно некој проверу на Драгана да продолжи дозволу само даваја, пошто ја беше овластен тој и како инспектор од ваздухопловство на Македонија, имаше сви сертификати за обуку и требало ги да продолжи дозволу, па ме веќе па смо се сликале.
па смо се сликале. Иначе ја беше ти овој инспектор на ниво на Македонија за саобраќајна авиација тој. За саобраќајна авиација. Да. Сега ќе го покажемо и овој слику, ево да ги кажемо сви дека овој се шампионска екипа. Овој се колеги од аероклуб и постари и помлади, па сега се дружимо. Још некој од нива летив тамо, мене ме викава да лету после пензионирање. Дојди да летиш тамо, викам ни случајно. Ја може да дојду тамо да ви заврту уши ако не слушате, да ми сварите кафе и ако ме зафркавате да ви вржу по на шамар. Он вика ти не зафркаваш, не ве зафркавам, ја морам да не можете ви мене кад јас сам и тој и сви ме слушаат и поштувам многу. Ја отиду на аерон пију кафе и летење ни колека да организира тамо да сви по еден лет да ги даде баник и мене ми понудива, нема проблем, ама ја кажам за мене летење више не треба. Кој се дека на сликувај? Сега ќе ти кажам дека. Само Ево да во страна да ово е Фрањо, ми ga викамо Клузо. Он е собственик на Култ од Куманово. Добро. Дејан. Добро. Па до njega Борко Давидовски на Биба Промнит се викаше негова фирма за кондуре, Стојчевски Влајко на Грацију, па ја Пановски Тодорчо пред мене би на наставник, он е би управник на Куманово на аероклуб, па отиде у Стопанску авијација у Скопје работа и оттаму се пензионира. После у Бониер работа и оттаму пензија отиде. Зоран Веселиновски е наставник по падобранство и мој први ученик е бие и он исто у прву групу. Добро. Ми е бие. Јоско Тоневски е он е земјоделски факултет имам, работеше у ветеринарну станицу како сточарски инженер и Ваце Касап. Ваце Касап Денковски, он е бие и сега се дружимо ми овие. Ово е пред Нову годину, па тој дружење. Ви се видувате стално така? Да. И се дружимо. Ајде да ги покажемо сега и овие су битни. Тој се од мои дозволе па поред како иде таму, ова е задња, прва ми е на пример за авион, ова е дозвола, прва. Еве го, таа кажемо. прва. Да. Дозвола за спортски пилот. Да. Сакам те прашам, овој бие си многу активен, летеа си, многу активности на поле на дружение. И општествено сум бил доста активен. Ја ќе ви кажу после у други. Фамилија, како е поднасала света? Супер, тој нема никаков проблем не се има тој. Супруга? Супер, да. И она доваѓа на аеродром, доктор беше, па на такмичење со го пречалија таму да дежура како доктор, пошто ми сме дужни да имаме медицинско екипу, па ја доваѓала преку медицински центар таму. И дружиле смо се и жене смо викале, девојки кои се вие млади, таму се собереме, па смо се дружиле на Таву Мезелак или тој. Ово е исто тој дозвол на Едрица. Сега ово е Ево, дозвола за Едрица. Да. Тој ова иста, само е продужена с поголеми звања таму унутра, наставничко звање и тој е истата дозвола. Ово е беше професионална дозвола и со овој дозволу натам сум ја ише у владу, у компанија, па после земал во саобраќајну дозволу, таа е дозвола. После њума е вај друга дозвола за професионален пилот прва класа, 1 степен плюс. Значи, нон-стоп едукација, полагање. Па стално у авијација до последен ден имаш да учиш. Да. Те проверки овакви, проверки онакви, тестови овакви. Ја у почеток кажа дека пилоти се една од најселектирани тој средине. Но 300 прегледа, 300 испита, 300... Сега да прашам нешто, ако сака некој млад човек да се запише да биде пилот у Скопје, куде треба тој да... Сега ти кажу. Ова е тој саобраќајна дозвола, ово е ствари дозволата, а ово е ужњума тој документ за инструментално летење. Ова е задња тај највисока, немамо повисоко од овој, а исто таку ја имам и америчко. Еве го америчка, јас сам полагаја за америчко дозволу таму кад беше. Со овој дозволу може да отиду у Америку да работи. Исто дозволу имав сви пилоти у Америку, што летви на авион. Добро. Да. Прашате за млад човек да се запише? Млад човек може да се запише у наш аероклуб, може да се запише у аероклуб Скопје. Што му сега, у последно време активноста аероклубите опадна. Држава не финансира ништо. Ми бемо порано, кажамо, војска не финансираше, општина и Совка. Заедница за насочено образование. У Совку само спортски дал нешто сме имале.
Совка не е бил наш финансиер, него само за спортските активности, за такмичење и тој не финансирала. Ама после, како би на растурање на Југославију, сви се повлечева. И војска, и држава, и никој не финансира. Сак можеш да идеш да платиш обуку и овде како до нас, ама све се плаќа. Колку е сат летење, ја не знам, али важно, може да се плати, може да се обучава од јутре, може да отидеш прво ќе учиш теорија тамо, па после ќе летиш. А состои едрица два бланика дали е има. признаено тој на пример јутре да лети? Да, све признаено легално, без никакви проблеми, добро. све легално. Све легално. Еве нов сертификат. Тоа јас што сум инструктор од Македонија овластен, за сви инструментално летење, професионална спортска дозвола, за сви сум бил овластен. Сега во кој три прашања во контекст на летење. Прво, дешавало се, викаш на писту, авион да полети со 7 мотор. Види, у авиацију обуке су одлично организирани. Пилоти су максимално обучени и спремни. Тој значи, ово прашање што ми го ти поставља, тоа значи тоа е ненормална ситуација, emergency што ми викамо, да ти откаже мотор. У нормални прилики авион не полетува со еден мотор. Али у emergency ситуација, кога ти се почнае полетање со 2 мотора, и ти откаже еден мотор, с другиот можеш да продолжиш да полетиш и да идеш нагоре, па или да се вратиш на тој аеродром, или ако не можеш да се вратиш на тој аеродром, да отидеш на најблизак друг. Али не смееш да продуиш до дестинација, мора да се вратиш. Не се продолжува, па може ако ти откаже и друг, тој ќе направиш белју. Ради тој одма, тоа е битно. Тој одма се тој обично у полетање се враќаш на свој аеродром, обично. А ако си отиден веќе далеко, имаш друг поблиско околу тебе, идеш на тој. Али мора да гледаш да аеродром опремен, да има противпожарно обезбедење, да не ти се авион скрши па да се запали, санитетско, да има техничка служба, современо не се иде на некој без везе аеродром, како да кажем. Него се иде едно време Тирана, беше слепо црево, ми никад не смо тој земале за алтернацију. Али Софија да, Београд да, не Ниш, не Титоград, затоа што овие се опремени аеродроми. Истанбул не е далеко од нас. Сати нешто летење, Истанбул го користиле за алтернацију, поготово зимно време, ако е лошо време овдека не можеш, он е на море, сигурно е добар. Сигурно, а ти кога идеш на алтернацију, мора да си сигурен, потрошиш гориво, после нема куде да идеш. Значи, дешавало ли се војче, работа, свака работа си има своje и добри и лоши стране, да приликом летење ти се упадне? Имале сме, например, јас имаа 3 пута судар со птицу, како ми викам тој. Еден пут ми ветробранско стакло ми удари, ама не го штети, што на авион стакло е дебело 4-5 сантима. 2 инча, тоа е околу 5 сантима дебело. И не може да го разбие птица. Али остане мрља, не остана, одлети на страна. Еден пут ми ударил мотор на Боинг 737, ама усисник, пошто тој големо, на ивицу беше ударил, па пола надвор, пола однутра, не улетела цело унутра, да улети унутра мотор ќе застане. Имаше на DC-10 у Њујорк застана мотор од птицу. Онај у Хадсон кај слетене или таму му застанава мотор и беше јато птице на летеја. Така да птица ку улети у мотор, таму су толку мали тие делови, една чим лопатица се скрши, он се све смелја, компресор и готово, застане мотор. И трети пут се имаја удар на тие командни површини, таму на флапсови се беше улетела и се тој погинала и се заглавила на земју, видимо не сме ни виделе, у ваздух не сме ни осетиле дека има. Иначе е опасна птица ако улети у средину на мотор да му улети у мотор. Мотор ќе застане. И така беше опасно. Мотор ќе застане и так више тоа е ванредна ситуација, emergency ситуација што ми викамо и продужиш ти се да мотор авион иде да лети без проблема. Само што ако си на руту горе, тоа е обично у полетање или на слетање се догаѓа, затоа што горе високо нема птице. Нема птице горе. Тоа се догаѓа кад идеш на слетање ниско или кад после полетање на аеродроми. Оне осеќај за пилота, нормално ти си многу летеја, кад летиш покрај море, покрај океан, тоа е друга гледка. Види, у саобраќајна авиација авион се вози по инструменти. Значи надвор не треба да гледаш. Не треба да гледаш у смислу па да водиш авион по земјалски ориентири кои се градови. Ми увек знаеме куде смо, кој град до нас е, кој пут куде како води и интересантно така да гледаш пошто уклучуваш автопилот гледа горе авион, ми не гледаме само обсервираш, ностоп гледаш инструменти да не нешто откаже па да авион продужи некој правец без везе. И он ќе лети док има гориво и ќе падне. Што се деси с Боинг у Грчко едно пут, тој беше тако настанало. Значи, мора да го обсервираш, а кад е убаво време гледаш, уживаш у природу. Нормално, да. На Далпе кад летиш, оно летно време, тамо снег горе гледаш, Мон Блан гледаме над Франција, тамо. Мислам, убаво е све над море кад летиш.
па обалу, кад има обала е добро, кад се над море не е интересантно, доле све плава површина, и ако има таласи, ми викамо има овце. Оние бели кад се преклипо, викамо има овце, значи дува ветар. Колку имаш лета прилike у твоја кариера? Па ја имам околу 11.000 лета, а околу дали 7.800 сата отприлike имам летење. Пошто малко се летеше док бем у Владо, не се многу лети, после компанија кога отидеш таму се многу лети. Таму се лети, а ја покасно отидов у компанија. Ја у Владо летео пуно време, да. Каква е, например, ти си у авион, каква е комуникација, кој ти дава насоке, како тече те процес на разговор? Значи овако, саобраќај се регулира, контрола на летење го регулира. Добро. Ми смо дужни, кад треба да летимо, можемо и 24 сата унапред да напишемо flight план, се вика план за летење. И тој план се доставља до контролу на летење. Контрола наша на летење сега у последно време се тоа е тако организирано, мора да се прати у Брисел. У Брисел е центар кој го регулира целокупниот саобраќај над Европа. И од тамо ќе ти го одобри тој време, ако си на време планираја, не смееш да си 2 сата пред полетање минимум. Значи треба да си 2,5 сата, 3 најрано јавен. Ако има некој проблем ради саобраќај негде на некои тачке да треба се сретнува многу авиони, он ќе ти го одложи за покасно, ќе ти даде, тој се вика слот тајн на некој тачку таму. У Австрија или на Србија може да се догоди да више авиони тој треба да се размине у исто време и тоа не е дозволиво, иако они се дистанцирани по висину. Ама многу ако се сретне на исто висину, контрола на летење. Значи тај контрола на летење ќе ти го одобри план и ми добиеме одобрење. И сега кад ми почнеме да летиме, ми сме дужни да летиме по тој план. У ваздух контролор не слуша, ми сваку тачку кад менјамо границу, јављамо се на контролу на летење. Значи ми од Македонија кад појдемо негде на трговишто лазаме у Србију, таму се јавиме на Белград. Кад искочиме од Србију, јављамо се на Аустрија, ако идемо у Аустрија, или јављамо се на Маđarsku, ако идемо према Маđarsku. Ако идемо према Италија, јављамо се на италијанску или сак едно време над Албанија не беше дозволено, сак и туј преку гостивар ми улегнемо у Албанија, се јављамо на албанску контролу. Кад напуштиме њину границу, јављамо се на Италија и тако ред натамо. Значи стално одржаваме врску с контролу и он гледа дали ми идемо по тој план. Ако има некој проблем од негову страну да сака да го регулира саобраќај, може да не закочи, да каже на мали брзину, заради некој тачку да дојдеш не у тој време, да дојдеш покасно или ако треба порано ќе каже с големи брзину или промени висину, ќе ни даде или повисоко или пониско за да се тој размине. Иначе пилоти води в авион. Контролор само осматра и одржаваш врску со него, он те знае. Пилоти у свако време мора да знае куде е авион и како се понаша, на кои висине, на кои брзина, тој само пилоти води. Навигацију се води вони и ако ги праша контролор куде си, тачно знае. Контролори сега знаев куде си, пошто има добри модерни екрани, ама има аеродроми кои што нема радар. Као што е Мостар, куде што ги набори Страјковски, па стално ме питујев, ама како они не су знале куде е? Па не су знале затоа што радар нема. Нема радар. И он може да те праша, а ти мора да му кажеш куде си. И он ќе знае куде си. Само се слушаш. А авион води пилоти, не води контролори. Они само регулирав саобраќај и пилоти су дужни да извршаваат инструкција што ќе ги добијат од контролора на летење само ако не загрозува безбедност на летење. Ако контролор ти даде задатак а ти да загрозиш безбедност на летење, откажеш, али мора да докажеш после дека си управо. Да. Мора да докажеш, а тој се снима. Леко се докажува, тој се снима. Све што се каже и од контролорову страну, и од пилотску страну, сви авиони што збори на исту фреквенцију, се слуша и се снима. И се снима и у авион, на пример, и тоа е добро да кажеме на луѓе, у авион црне кутие постои, они не су црне, они су помаранџаста боја. Дречава да се препознава у природу, а црна се вика затоа што држи тајне во њума. Снима нели податоци, тоа су тајни податоци, не може да ги прочита било кој, него се шифровани и кога се деси некој удес, најде се тај црна кутија и се прати у некој центар тамо кој е овластен да го дешифрира, преслуша и после да врати на онога корисника кој е на авион. Не може да го свак прочита или да измени продатоци. Да, оно што е неважно, воќе увек треба да бидеш максимално одморан, да што вика комалци, да немаш нервозу, jer ipak letiš Значи, vazduh. пилоти мора да има стабилен брак, мирно стање у породицу, како да кажу, све да е у реду, да нема некои трзавице, мрзавице, да нема нервоза, треба да е отспиен и ако се деси, а то се дешавало и на мене и на други, да се разболиш у некој период, ќе се јавиш на
у планско оделение тамо, да од так до так да не те планирав за летење, затоа што не може пилот да прими инекција па да иде во авион. Тоа не е дозволиво. Значи, ќе се излечиш, кога заврши тој ќе продолжиш да летиш. Тој ќе летиш после повише наместо овој, за тој да се тој сати на летење месец отприлики изедначив со сви, али кога си болестан или ако си нервозан, нерасположен, треба да кажеш, ја денес сум нерасположен, имам некои проблеми, таму нема да те прашувам што, али ќе кажеш имам проблеми фамилиарни, разболеа ми се татко, мајка, жена се карае, свашта се догоди. Важно ќе се јавиш и е дозволено да одложиш лет. Треба да се улегне со бистру главу, чист, без алкохол. 24 сата пред тој алкохол не смееш да пиеш. Да. 24 сата после не смееш да пиеш. Еве нови сертификати. Ово е, како да кажу, картичка за пролаз на аеродроми. Да. Staff Identity Card, тоа е за тие безбедносни служби. Ово е од Владу, ово е од МАТ, имам од Авио Импекс. Овие сам ги понеа, имам и други. Углавно од компанијскиот е. Компанијскиот. Тоа е за пролази на аеродром. Закачиш, што и више не ти гледав ни пасош, ни ништо. Ама у последно време, како би знал у Њујорк, како ги срушива овие зграде, сега и пилоти идев таму каде што е сви путници, па те собува, па се облечеш каиш, не смееш метално ништо. По сви процедуре. Сега си у пензију, дали ти фали и дојдеш ли нека да летиш? Па јави ми се желе, ама јас сам кажа дека сам си поставија пред мене и тој си држа до тој неќе више да лету, неќе ѓавала по жбуњеви да тражу. Затоа што сам ја читав живот био авијацију, летеја сам од једрилицу, спортски авиони, полјопривредни авиони, саобраќајни, у Владу, у овој како се вика, у компанија, све и јас сам испунет по питање на летење. А иду на аеродром, сакам да иду, кога гледам, летив, јас с нима дружу и кога ме прашам нешто тамо да им помогне за инструментално летење, обавезно објаснувам ако ме некој праша нешто, нормално. Не сам летеја. Понудива ми да лету и Скопје ми викава тамо да додеш за обуке, за ова, викам фала, за мене више летење е завршено. Јас тој сам затворија, сега на море седу цело лето тамо у Грчку. Идеш тамо седиш? Па тамо седу, имам приколи су кам, тамо седу цело лето. Како ти повеќе пензионерски денови ве се Много период добро. зима? Мене време ми фали. Јас си најду Што си најактивен сега? Јас си најду разумно од увек, иду на аеродром, по последно време керка ми тутна куча, па и куча шедам, не ми вика здално, абе шедам куча на керку, што има веза, сак не си модерен ако немаш куче, нели? Па шедам и куче, малку зема си ги вечера, тамо она не се си го Скопје. Тако да имам се занимација, имам туи пријатели, скочу по плоштад, видимо се со овога, со онога, ја оду пуно. Ја оду чиски пут до каменоломот и назад, па некад преко Стрелиште, преко Билјановце се врату навамо. Иду овамо према Банево Трло, па тамо горе куде овај сателит бензинска пумпа, па таму отиду на аеродром да го продужу стазу. Иначе ја обично пешки иду на аеродром, не со скола. Иду пешки. И пешачу пуно. Најде се разумно увек си најде. Имаш ли воќе некој специјален режим на исхрану или не? Да. Не. Сваки ручак испију чашу вино. Обавезно. Нема тој строго режим, овој ќе оној нема да. Не. Ја обично и не доручкую, али ручам, аз стално жена га полага, ти туре помалку, не туре повише, ако туре помалку ќе се изеде. И така да немам некој посебно зај ова, дај оно. Углавном, али разновидно се хранам. Имам уреден живот. Имам си добро семејство, имам уреден живот. Жена ми беше докторка, па сакиона пензионер, па сидемо заедно тамо на море, керка у Скопје, тамо Колку време седите на море? По 3-4 месеци? Па оно е дозволено 90 дена. Ми седиме обично 85, 86, оставиш 3-4 да не се кола покварив назад по пут, па да не можеш да прекараш. Големе су казни ако прекардашиш. Док ја отидов порано у пензију, ја отидов пред време, можеше до 64 години да работам, ама пропаднава компанија овдека, требаше да иду по Азију, по Африку, негде ја не чеа да иду на печалбу. Немам потребу. Куде имаш у Паралију и куде? Измеѓу Лептокарију и Платамону, после Паралију. Таму си отидеш и си уживаш цело лето? Таму цело лето, истерамо ми, бања се, шеташ. Бањаш, да. И тамо ја најду завој и шетам свако сабале покрај море 3 км натам, 3 км назад, после пливаш, дружиш се. Интересно и пројдем, како може да седиш? Како не може да седи, ја би још него немам право. Немам право. Па тоа е здрава работа. Еве 70 години да чукну дрво, нема никакви здравствени проблеми. А вид ми опада нормално, дека тој с корекцију ќе носи научар. Али и друго сум потпуно, иду таму, гледам резултати су ми топ. Али тоа е све на тој спортување, одење, пешачење на воздух. А и многу ми е допринело и тоа што сум работаја туј на аеродром 10 години, а све на отворено, знаеш, и тоа е многу важно.
Што сум Значи, био на може ваздух. да кажеме дека наш аероклуб Доне Божинов е многу заслужен за спортски успеси на Куманово. Много. И сега тој дел не го спомнамо. Да. Ми, например, ја си постави такав задаток да припрему добри спортисти да се афирмираме на југословенско ниво. И ја тоа успеа. Успеа и успеамо да го освоиме пехар на Титу. Например, тој не беше замисливо у Македонија да дојде. Поготово словенци и горе, овие нема шанса, вика, ви не може да земе. Ми дојдеме на тој ниво да го освоиме, да се пласирамо. Сега, а пред тој, Тања Додевска беше каде нас една женско. А она имаше факултет, завршуе с 9,8 просек, таму преко 9,5. Еден ли испит беше добила нешто 9 и таму, иначе 10 и сега професор на таму на овие приватни факултети у Скопје. И сега, Тања е било женско, она за некој спортиста не мога да постигне такви резултати, ама преко њума, пошто женско пилоти немаше многу женски, малко, ми го њума афирмирамо Вазугов сајз на Македонија, па преко Вазугов сајз на Југославију. И успеамо да доведеме Тања да предава штафету Титову. И на тоа за наш аероклуб беше огромен резултат. Да. Резултат е огромен, афирмација невидена. Од тој од Куманово, не само тој и град го афирмирамо, и аероклуб, и њума лично, нормално, и тој новинари иде во целу Југославију да снима во, да снима, ми, како да кажи, испаднамо од тој на површину, дигнамо се горе. После кад го освоимо и тој пехар на Титу, више за нас беше у Југославију, сви знаев и у Белград кад ќе дојде со инспектори и ни честитаства. Викам за многу кратко време, многу сте напреднале. Ама успеамо да доведеме туја квалитетни луѓе и имаше многу и високо образовани. Знаеш, ја дека сам тој студираја, па немам комплекс од образовани луѓе, него знам дека има чари, ги држу нима малку повише, гурам ги да не примети во ние напред, jer школа си има влијание свугде у живот, па и тамо нормално. И успеамо, Борко е дипломиран електроинженер. Ови што освои Зоран Веселиновски, дипломиран електроинженер, наставник по падобранство што беше. Така да, нима сам увек гледаја малку понапред да ги гураме, за да може тако да и постигнаме резултат. И оно што е најважно, Доне Божинов и даја работи и продуцира кадри. Па работи још, ама сега многу малку, нема за обуку, интересанти се све плаќа. Да. Дали е упрашање сега реклама, или што нешто постои, треба малку поголем ангажман околу тој да се уложив. Ја не се мешам сега поштено, иду таму, ама никако не се мешам у тој. А нема за обуку, гледам, ево, овој годину ни еден. Лани ни еден нема за обуку. Значи нешто шкрипи, а Скопје има тамо. Добро, Скопје е голем град, па и тој може да има влијание. Ама и овде мислам дека треба малку поголема реклама, да се тој некако повише афирмира. И би требало да има, иначе скупо кошта, да се разбереме. Да, викаш да сте многу скупо Многу цена. скупо кошта. За крај, Војче, да. една твоја лична порука до млади луѓе кои сака да бидат пилоти, што би ги ти советувае? Само треба да има добру волју, да су здрави и у последно време, пред да им поручим да кажу дека у последно време, како настанува во вие удоси, оној у Францију, нели удари с авион у брда, оној тамо у море, тоа е исто човек га авион гурнаја у море. Значи се гледа многу на тие психоматски болести, да не смее шансу да има да тој. А тој се гледа преку тестови психолошки тамо тие. И тоа многу тестови има. Значи, ја кога сам иши у Белград, па кога ќе правиме тие тестови са бале по 2 сата, кога ќе искочиш, толку си уморен, осеќам како да сам тепан. И сега се тој последно време гледа многу да су психолошки стабилни. Да нема тие емоционални доживења, да е под лекарства, да тој поготово на тие болести такви. Такви. Значи треба да е здрав, психофизички ми тој викамо да е здрав и да има малку талент треба туја да се разбориме, да е храбар и да учи. И на крај да може родители да плати. Тако е. У денешно време тако е. Да. И сега голема штета е што ми немамо компанија. Да имаме компанија, ја Керко ќе пратеше. Она сака тоа, ама ќе пратеше, таму тој ќе се снајду. Меѓутим немамо компанија. Ми сега за нас лети Визер, држава га финансира Визер, таму дава субвенција, остануваме без компанија и тоа е еден од фактори кои не ги мотивира. Сега друго е кога имаш компанија, па те мотивира и утре вика ќе дојду у компанија таму, знаеш. Тако е. Како во Србија, например, неверојатно има интерес кој да има и вчера беше Стево од вршачку школу таму каде мене професор и вика, тоа иде, вика каде нас многу, ама компанија има и тие мали бизнис авиација се развива таму Пинк,
Принцер, Пинкем, да. тие ги има и тамо и они влече пуно луѓи и знаеш вика интерес е голем. Плаќав луѓе вика иде. Плаќав, школуе се луѓе. А ми сме све по светски школе. Добро, за овие путнички авиони после свак се школуе негде у свет. Затоа што, например, за ДЦМД, ја ти викам, беше у Швајцарску, па беше у Шведску, за владини авиони сам у Америку био, Flight Safety, тамо сам био на школување. Не само јас ви што летив на тие авиони. И сега е тако. Заврши се овдека за дозволе за ова, ама за практично обука на симулатори тамо, а после на авион овдека. Ali za simulatori nemamo i u tije svetske škole svi se tako školuju. Tako da svi piloti u svetu su na isto nivo. Naš pilot može od ovdeka сега да отиде u Ameriku, Австралiju, isti tip na avion, da sedne odmah da leti kako i on. Znaje anglijski jazik, to je obavezno, znaje frazologiju, znaje avion gotovo. I njin može da dojde kod nas da leti. To je nikakav problem nema. Oni su svi na isto nivo. Војче, за добра крајна емисија, кога да поздравимо сега? Pa da si pozdravimo prvo doma ženu i dete. Da. Normalno. I kolege od Boni. Kolege od Bonijer, od Aeroklub, svi što se Božino, družimo, od oni se vika Vazduhoplovna federacija na Makedoniju i tamo ljudi svi me знаев тие. Dobro, možda ga gleda neko na YouTube, ne znam. I njima da ih pozdravimo. Imam puno kolege i što su na stranu od Makedoniju što leti tije pomladi kad prestanava vdeka, oni ti deva na stranu. Ja svi gi pozdravljam na puno, na njima ja sam gi potpišaja za dozvole. Tako je. I odmah me prepoznajem, da ги поздравimo и свите ваши гледачи, нормално и соограѓани. Мене ме пуно Куманово ljudi знаев, тој не е проблем, а и некои не ме знаев, па е шанса да ме запознаев. Овде што беше гост, толку за денеска поздрав од ресторан Куманово Спа. Овој беше емисија за Куманово, кој што беше наши ваш гост Војче Петковски, најдобар сообраќајен пилот од нашата. За крај да им покажеме како изгледа МД кабина на авион, да видим. Многу треба да знаеш. видим како изгледа, дека не е баш едноставно, али све се постигне, све се постигне. Не како ауто е менјачи и толку, овдека имаш многу дубина. Далеко тој, да. Далеко. Али се све тој научи, да се разберемо. Поступно, степ бај степ, ми викам, полека. Толку за денеска, поздрав од ресторан Куманово Спа и гледамо се друго прилику.